Председателе, почитувани колеги, впечатокот е дека мнозинството се заигра со предлозите на опозицијата. Почитувани колеги, заради тоа што сите имаме Дајте предлог кој ви е, затоа имате право на измена и дополнување. Тоа што е предлогот Сега ќе го кажам предлогот. Заради тоа што како држава имаме обврска, односно сме презеле обврска во врска со одлуките за испраќање на припадници на армијата на Република Македонија за учество на меѓународните операции на Европската унија ЛТА во Босна и Херцеговина, како и припадници на армијата на Република Македонија за учество на меѓународната операција на Европската унија во Централно-Африканската република. Знаеме сите дека тие војници се со определено време појдени на овие мисии, односно со време трајање од 6 месеци. Обврската која што ја презела државата е со точно определен датум кога новите војници треба да заминат на овие мисии и кога тие што се појдени треба да се вратат назад, односно кога треба да настане нивната промена. Повторно ќе повторам, државата се обврзала и ние овде како пратеници имаме обврска да ова го изгласаме и луѓето навремено заминат ваму. Ако продолжиме на овој начин, повторно ќе речам, влеговте во играта, овие точки може да паднат долу, да дојдат негде 35-та, 36-та точка. И сега сакам да апелирам кај сите да постапиме здраворазумски, овие точки да бидат како што беа на почетокот прва и втора точка. Без разлика што... Колега Јован, не реагирајте. Може да направиме да не појдат на мисиите на датумот кој што е одреден. Затоа што овие точки може да дојдат за гласање на дневен ред можеби крајот на јуни. А на крајот од денот па вие сте власт и прво одговорноста е ваша. Дајте конкретен предлог на која точка се однесува и по кој редослед се гледа. Бидете конкретни од вака. Еве предлагам прва и втора точка повторно да бидат прва и втора точка како што беа на почетокот од дневниот ред. За да се запази датумот кога припадниците на АРАМА треба да бидат присутни на овие мисии, онаму каде што треба да бидат во Босна и Херцеговина и во Централно Африканска република. Благодарам.